Нормално е народот кој би тисувал под ова небо да споделува два сосема некомплементарни светогледи. Но изгледа по тоа се подразбира и воспоставување на традиционалната поделба на северџани и правоверни, од кои овие вторите се разликуваат и во начинот на кој му се додворуваат на шефот на специјалната воена операција. И еве тоа го гледаме што сега веќе актуелно. Путин го најави за сите непријателски земји, меѓу кои што и непријателската Северна Македонија, а за Македонија не верувам дека е непријателска. За да докажеме дека не сме такви какви што сме, официјално на припомош се јавуваат и нашинците, и тоа оние за океанот од западната хемисфера. Тие кои што примаат плата во долари, им забележуваат на оние што повеќе си ја сакаат татковината отколку руската чизма и рубља. И што направи Зеленски? Не го почитува договор. И што значи тоа? Кој те парлява на тебе? На Русија им вика кој те парлява. Зашо? Затоа што не гледат што се случува во Европа, што прави. Ја го виде таму у Македонија дојде гледа парталија направи државата, подели ги и това. Сега го прави исто това меѓу исти народ Русија и Украина. Това е това. И сега плаче Зеленски. Што плачеш, мајмун не еден. Зашо? Изборот на страна изгледа е многу важен, што внимателно се премерува, да не се направи некој погрешен чекор. Не треба да се брза и може да се почека, бидејќи ништо не се знае, но барем е јасно на каде инклинира желбата. Драго ми е да моите бидат едни од газдите на светот. Затоа ја не брзам да видам американски измеќар, затоа што сакам ние да сме едни од стожерите на поларитетот, зашто сакам Русија да стане. Зошто ја би бил измеќар на Америка, кога можам да видам брат со Русија? А не се ни американците, ниту европјаните тие што имаат иницијативата. Јасно е кој го испровоцира Путин и кој стои во позадина на секој конфликт во светот, со цел да има влијание и да заработи од шпекулативни трансакции на берзите. Абе, Сорос у овој момент го контролира Холивуд, не па Google и Facebook. Све е покорен. Прашање е колку ќе трае оваа идеологија на правата на маргинализираните групи. А и за тие што наводно преку него си ги бараат правата, потеркот на источните браќа. Потребно е да се примени традиционално познатата терапија. За подзаборавените, време е за откривање на рецептот. Ако имаат дете шарено, си земат стара добра прачка од жива ограда и да го искршат од мај. Значи, само на тој начин ќе воспитаме генерации кои нема да бидат прогресивни, пошто они под прогресивни подразбираат педери, наркомани, промена трансджендери. И на крајот, за ефектот од мерките. А родителеве се инхибирани како дебили, па не знам сега ја што да правам, па ќе го истепаш бре, фино лепо, ќе му врзаш 2-3 васпитни и ќе си биде страјт. Како што не те пале нас. Тачно, као ние што сме ја далечу. И ништо не ни фали. И ништо не ни фали, ете тоа е тоа. Тоа што фали или не фали е прашање на кое треба некој друг да даде одговор. Изгледа дека терапијата била успешна, штом низ собствени примери и искуства се потенцира нејзиниот резултат.